Регионални вести на КИС телевизија. На само неколку дена пред официјалниот старт на пролетта, општина Тетово со активности за раззеленување на градот. Денес дрво на мир и пријателство, символично засадија градоначалничката Теута Арифи и словенечкиот амбасадор Милан Јазбец. Започна активностите на општина Тетово за раззеленување на градот во пресрет на пролетта. Денес во парк покрај реката Пена беа засадени дрва, беа поставени корпи за отпадоци и клопи. Дрво на мир и пријателство символично засадија градоначалничката Теута Арифи и амбасадорот на Република Словенија Милан Јазбец, заедно со учениците од училиштето Наим Фрашери, кои добиле прва награда во рамки на европски проект за екологија во Брисел. Како што веќе најавивме, рековме дека со почеток на пролетта ќе пристапиме кон ослободување на јавните површини и исто така зголемување на зеленилото и другите активности кои се важни. Исто така, бидејќи сакаме што повеќе да промовираме садење на цвеќиња, садење на зеленило, ни прави задоволство кога со нас се и пријатели на градот. Во случајот денеска го имаме почитуваниот амбасадор на Словенија, го поздравуваме што учествуваше со нас, значи да имаме едно дрво кое е посадено и од него како знак на пријателството со градот. Исто така да му се заблагодариме за проектот на 3 големи улици кои беа со лед осветлување, имајќи го предвид фактот дека овие 3 улици ги реализиравме со проект на словенечката влада, каде што половината, значи малце поиќе од половината беше наша инвестиција, додека 45% значи беше фактички грант од словенечката влада и затоа се заблагодаруваме и очекуваме и во идниот мандат, значи да исто така заеднички соработуваме. Мени е врло драго да е општина Тетово една од првих где смо радили вакав конкретен проекат. Драго ми е што општина Тетово е една од првите каде работевме проект за меѓународна соработка. Тоа е словенски проект во кој Македонија веќе 10 години е приоритетна држава. Реализираме проекти од областа на екологијата, чиста вода, отпадни води, депонии и слично. Словенската страна донира половина од средствата, додека македонската втората половина. Сега работиме и на еден голем проект во Пробиштип, а во изминативе месеци разговарав и со 15 на градоначалници, каде ќе се фокусираме на екологија, чист воздух, вода за пиење, депонии. И тоа е најконкретен пример како се соработува и како се создаваат подобри услови за живот, вака на терен. И тоа е jedan najkonkretniji primer kako se sarađuje, prenosi se know-how i kako se stvaraju bolji uslovi za življenje, za život ovako na terenu. Периодов што следи надлежните ќе го искористат за дополнителни вакви активности и за садување на дрва и цвеќиња во повеќе делови на градот. Во текот на изминатите 4 години во општина Тетово беа засадени 4300 дрва. Оваа локална власт најавува дека во овој мандат ќе се труди бројката да биде дуплирана. Аерозагадувањето предизвикува тешки нарушувања на здравјето и граѓаните имаат право да бараат одштета. Невладината Еко-Герила и Државниот универзитет во Тетово денес организираа трибина на која експерти говореа за неколку важни сегменти на овој голем проблем на денешницата. Кои се правните механизми со кои можат да се послужат граѓаните во случај на аерозагадување и како можат да дојдат до оштета, се зборуваше на денешната трибина организирана од невладината организација Еко-Герила и Државниот универзитет во Тетово. Против кој конкретен загадувач ќе се постапува е поидовната точка на потенцијалниот правен процес. Во однос на правните механизми како и зошто и на кој начин би можело да ги адресираат овие проблеми од страна на самите граѓани, би сакала да напоменам дека прво би требало да се одлучи на кој конкретен загадувач ќе се постапува или против кој конкретен загадувач ќе се постапува. Доколку се работи за индустрија, индустриите подлежат на одредени еколошки дозволи во кои што нели и јавноста има право да честува и може да бара одговорност доколку таквите услови предвидени во таа дозвола не се спроведуваат или не соодветно се спроведуваат.
Од друга страна, исто имате загадувачи, например, кои што ви се однесуваат од самите граѓани. Тоа што би се подразбирало грејењето, би се подразбирало самот возниот парк и така натака. И тој тип на загадување би требало да се адресира со плански начин на уредување на самиот простор. Тоа би значило за самата агломерација, например за Тетово, дека би требало да се изработи таков план, кој што во случај на енормно загадување би се служело како за во контекст на вонредна мерка и таков тип на активности автоматски би се преземале, како например доколку имате пожар или доколку имате друга вонредна состојба, затоа што ситуацијата е адекватна на одредена алармантна состојба во моментот. Невладината организација Еко Герила нуди бесплатна правна помош на сите граѓани кои сакаат да ги тужат загадувачите или институциите кои го дозволуваат загадувањето. Целта на овој настан е да се разјаснува подетално тоа што ние го објавивме веќе на 21 февруари на пресконференцијата, каде што објавивме дека во 2017 година Тетово беше многу почисто од минатите години, но сепак не е тоа што треба да биде, значи тие 35 микрограми на годишно ниво. И затоа сме повикале тука експерти од различни сфери, доктори, лекари, значи експерти од физиката и правници, адвокати, кои ќе зборуваат денеска за правата на граѓаните, за да ги да кренат обвиненија, тужби против загадувачите, против институциите кои не одговарат на овој проблем и така натака. Бесплатна правна помош на сите граѓани кои сакаат да ги тужат загадувачите или институциите кои пак го дозволуваат загадувањето. Еколошката демократија значи пристап до информации, а кај нас тоа недостасува. Луѓето знаат дека постои аерозагадувањето, но распоредот каде се наоѓаат мерните станици и кој е соучесник во загадувањето се уште за дел од граѓаните е непознато. Тие особено треба да внимаваат на пристапот до информации кои согласно законот им е загарантиран, смета Бојаровска. Дополнително би сакала да ги потсетам институциите кои што имаат обврска да имаат активен пристап кога се работи за ваков тип на информации на загадувачи. Тоа би значило дека во секој време би требало граѓанинот да има пристап до секој загадувач, колку и како е во актуелниот момент неговото загадување или неговиот сооднос во однос на загадувањето во одреден град или во одредена урбана средина. Во однос на поголемите загадувачи веќе има некакво подобрување, но во однос на малите загадувачи, оние кои што подлежат на Б интегрирани еколошки дозволи, тие информации се уште непознати. За жал и до денес и во Тетово и во други поголеми градови кои што подлежат и имаат проблем со аерозагадувањето, таква информација нема. Загадувањето има сериозно влијание врз здравјето на луѓето. Со намаленото аерозагадување во Тетово има директно подобрување врз состојбата со акутните болести, но не и со хроничните, што значи дека на чистиот воздух во градот треба уште многу да се работи. Продолжението на третата седница на Советот на Општина Гостивар резултираше со повлекување на предлог буџетот од дневен ред. Градоначалникот Арбен Таравари ќе ги собира предлозите од советниците на писмено, па ќе креира нов предлог буџет. Донесувањето на буџетот на Општина Гостивар за 2018 година остана неизвестно и по продолжението на третата седница на Општинскиот совет. Градоначалникот Арбен Таравари како предлагач го повлече предлог буџетот и побара од советниците своите предлози да му ги достават писмено. Им даде рок до петок напладне, пошто тој со службата задолжена за финансии ќе ги разгледуваат и ќе одлучуваат кои предлози ќе се вметнат во новата верзија. Овој чекор на градоначалникот дојде откако советниците почнаа да изнесуваат предлози за пренамена на средства во буџетот. Се слушнаа различни барања, од поддршка за културно-уметнички друштва, изградба на канализации, улици во населби и села, повеќе пари за спорт и други. Предлог буџетот тежи околу 17 милиони евра и за прв пат беше ставен на дневен ред на седница пред 10 дена. Општина Гостивар се уште нема буџет поради политичките поделби помеѓу мнозинството предводено од ДУИ и СДСМ од една и општинската власт на Таравари кој доаѓа од редовите на Алијанса за албанците од друга страна. Краен рок да се донесе буџетот е 31 март. Доколку не се испочитува, може да дојде до нови избори за членови на Советот.
Во Тетово се презентираше проектот за зајакнување на иновативниот туризам во Полошкиот регион и округот Елбасан, Република Албанија. Целта на проектот е заедничко промовирање на туристичките потенцијали, пред се во руралните средини во овие два региони. Значи, ние конкурираме и сме конкуренти секогаш кога има повици, отворени повици, значи од втората компонента на ИПА за прекугранична соработка. И како што знаете, Тетово, заедно со регионот Полок, имаат право да се јават во такви повици на Европската Унија за прекугранична соработка со Албанија и со Косово. Значи, ова ќе биде нашиот втор проект од повикот за прекугранична со Албанија, со околината на Елбасан, со регионот Елбасан. И се работи, значи, како што веќе објаснивме, за еден проект кој за цел има брендирање и стандардизирање на туризам, рурален туризам, што мислиме дека нашиот регион ги има како капацитети. Предвидени се исто така и мали грантови за можност да се направат мали можности за туризам и така да ние на тоа најпрво е за нас голема предност што го добивме како таков проектот, а како второ што исто така ќе го имплементираме идните 2 години. Ќе се промовира туризмот преку видео? Да, значи се предвидуваат повеќе клипови да се направат, да се стандардизира, значи да се направи степ бренд би се викал тоа, за да може, например, исто така да се стигне, значи со овој тип на туризам до TripAdvisor, што би повлекло повеќе луѓе кои би сакале викендовите да ги поминат, например, во нашите населени места, а за сето тоа, значи, да повлечеме, значи, повеќе луѓе кои и онака се движат овде, се тука, се во регионот, за да економијата, значи, на нашиот град и на регионот гледа хајр повеќе од тоа. Организацијата Македонија 2025 представена во Тетово. Технолошкиот парк во Универзитетот на Југоисточна Европа беше домаќин на промотивниот настан, каде присутните можеа да се запознаат со можностите кои ги нуди Македонија 2025. Македонија 2025 е организација формирана од успешни македонци во диаспората пред се во Канада и Соединетите Американски држави, а нуди разни едукативни бизнис програми со цел образовен и економски развој на Македонија. Преку образовните програми македонците може да стекнат дополнителни едукативни обуки во странство. Воедно и македонците од диаспората може да учествуваат во обука во Македонија. Летното бизнис патување кое што го одржуваме за млади луѓе од диаспората да дојдат тука да се запознаат со Македонија, но исто така имаме и врвни образовни програми за извршни директори кои што секако ќе одат во Канада или во САД, а потоа добиените вештини ќе можат да ги применат тука во земјата. Значи, постане новитет на нашата организација една нова програма која што воведовме во 2018-тата за микро, мали и средни предпријатија, која што е финансирана од фондацијата Битов. Секако тука е и една програма која што е сега во тек за сите млади предприемачи и бизнис професионалци од Македонија, наречена Лидер проект. Повекот трае и до 10 април ќе ги примаме тие апликации. Најголемиот настан, самитот Македонија 2025, е можност за запознавање и вмрежување на представниците на бизнис секторот од државата со оние од развиените економии. Исто така да се достигне и една од долгорочните цели на организацијата, да ги мотивира македонците од диаспората да инвестираат во родната земја. Така, значи самитот минатата година имаше 50 говорници кои што дојдоа во Македонија широм светот, говорници кои што се тука пред се да го пренесат своето знаење од различни индустрии и области, но луѓе кои што се потенцијални инвеститори во Република Македонија. Самитот е една платформа преку која ние сакаме да овозможиме дополнителен развој економски за нашите македонски компании. Сакаме да му овозможиме можност да пристапат до глобални пазари, да ги извезуваат своите продукти или услуги надвор од Република Македонија. Членовите на одборот на директори на Македонија 2025 се луѓе кои што се успешни во диаспората и кои што имаат
реализирано инвестиции во Република Македонија. Така да преку нивните примери ние може да укажеме дека овие инвестиции се профитабилни и сакаме да укажеме дека има можност. Секој еден поединец од диаспората има можност да инвестира назад во самата држава. Самитот Македонија 2025 годинава ќе се одржи во ноември во Скопје. Девојките од средните училишта од Тетово денес беа дел од мотивирачки настан кој би ги инспирирал да размислат да се вклучат во IT сферата. Дел од оваа IT средба беа и неколку успешни жени од областа, кои пред присутните ги раскажа нивните позитивни искуства. Тетовските средношколци да ги разбијат стереотипите дека IT секторот е за машкиот свет и да се решат нивната професија да биде поврзана со најмоćната сфера која влијае во развојот на секоја земја. Со ваква иницијатива компанијата Microsoft и Универзитетот на Југоисточна Европа денес одржаа настан се со цел припадничките на понижниот пол да размислат во таа насока во изборот на нивно занимање. Земајќи во предвид светските статистики покажуваат дека во светот многу малце жени, девојки се занимаваат или пак работат во професијата на IT, додека воедно знаеме дека IT сферата е најмоćна сфера и мултидисциплинарна сфера која што исто така влијае во развојот на секоја земја. Заради оваа цел, Microsoft, како една лидерска компанија, корпорација во светот, има за цел да ги охрабрува овие девојки за да размислуваат во оваа насока и затоа DigiGirls го организираме во светот и во месец март, месец на жената. Компанијата Microsoft Македонија постојано се стреми кон вклучување се повеќе жени во нивниот тим, особено во менаџерската област. Целта на овој настан е да биде инспиративен, да им покажеме дека сферата на IT не е толку тешка како што ние размислуваме, а тоа можеби некаква стигма која што ние постојано размислуваме или мислиме дека девојките треба да се моćни, перфектни и во таа насока, значи, не размислуваат многу за природните науки, особено математика или информатика. За оваа намера ние поканивме како Microsoft, поканивме и успешни жени во оваа сфера на IT, вклучувајќи жените во Microsoft, но исто така и нашите партнери компании, успешни жени од Civus, успешни жени кои што имаат свој стартап бизнис во IT сферата, се со идејата да им покажеме на овие девојки дека ако сега размислуваат на ова критичко време кога оние треба да размислуваат во која насока да се движат во нивното образование, сега е моментот тоа да го направат и ако се вклучат веќе во образование во факултет на IT сферата, тука значи дефинитивно знаеме дека ќе има успех. Статистиките исто така покажуваат дека жените во IT, особено исто така во Microsoft, ние се стремиме за да процентот на жените, особено вклучување на нивните менаџерски позиции да се зголеми. Затоа и тоа е целта на DigiGirls ивент кој ќе организираме низ цел свет. Дел од ваков настан утре ќе бидат и девојките од средните училишта од Скопје, а истиот ќе се одржи во Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Две лица кои се превезувале на мотор се повредени во сообраќајна несреќа која се случила вчера на улица во Тетово. Полицискиот билтен бележи кражба на автомобил во Гостивар. Вчера вечер околу 19 часот и 30 минути на улицата Браќа Миладинови во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Рено Ксеник со босански регистерски таблици, управувано 38 годишен тетовец и мотоцикл Јонвеј 150 со скопски таблици што го управувал 25 годишен исто така од Тетово. Како што соопшти СВР Тетово, во судирот возачот на мотоциклот и неговиот 21 годишен сопатник од Тетово здобиле телесни повреди, со истото патничко возило пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Според првичните сознанија од извршениот увид, причина за несреќата е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 15.000 денари.
48 годишен гостиверец вчера пријавил дека ноќта помеѓу 13 и 14 овој месец за сега непознати сторители му го одзеле неговото патничко возило Opel Astra Caravan со гостиварски регистарски таблици, кое претходно го паркирал и заклучил на улицата Браќа Ѓиновски во Гостивар, соопшти СВР Тетово. Вчера околу 12 часот, кога го побарал возилото, веќе не било на тоа место. Се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите и пронаоѓање на возилото. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери изјави денеска дека председателот Ѓорѓе Иванов ќе ги прекрши уставните одредби доколку не го потпише указот за прогласување на законот за езиците. Тој не сакаше да коментира што ќе се случи ако Иванов не го потпише законот. Според него членот 75 од Уставот е јасен, односно по повторно гласање со мнозинство гласови во Собранието, председателот е должен да го потпише указот за прогласување на законот. И мислам дека е јасна одредбата од член 85 од Уставот, затоа што она определува дека и законите кои што се гласаа со двотретинско мнозинство е должен да ги потпише и нема можност да постави вето за таквите закони. И од таа причина, имајќи предвид дека другите закони се донесуваат со просто мнозинство или со 1/3 минимум гласови, тогаш е дадена можноста за суспензивно вето на председателот, а при повторното, при повторното гласање на дотичниот закон, затоа е со Устав уредено дека повторното гласање мора да биде со мнозинство од вкупниот број на пратеници, што во случајов законот го доби потребното мнозинство. Впрочем, законот и претходно го доби мнозинството потребно во нормите на Уставот, останува обврската уставна тоа да се спроведе. Пред председателот на Собранието на Република Македонија денеска свечена изјава дадоа членовите на јавни обвинители Ангел Солев и Ангеле Илиевски. Тие се заколнаа дека ќе го почитуваат законот и ќе ја гарантираат независноста на Советот. Во врска со постоењето на непотизам во Советот на јавни обвинители, како новоназначени членови, не сакаат да коментираат. Тоа што сме били адвокати на разни наши клиенти, вклучително и политичари и лица кои сега се во владата или на некоја друга државна функција, тоа е дел од нашата клиентела и ние како адвокати не можеме да одбиваме давање на правна помош на тој што ќе се обрати. Се разбира, ќе се проучи делото, па двајцата одлучуваат тој што бара и тој што дава правна помош. Така да тоа не го сметаме за никаков хендикеп за следнава работа, која се надеваме дека ќе вршиме онака како што налага законот, исклучува според законот. Ќе побарам да се направат објективни критериуми за избор на суди на обвинители во основните и за напредување во висшите обвинителства. Што значи тоа? Тоа значи дека да се бара поединечни резултати на секој обвинител, секој месец што сработил и да се намали субјективниот елемент во одлучувањето, така да можат јавните обвинители кога сакаат да напредуваат, да имаат објективни критериуми секој за секого, колку сработил, колку се ангажирал во својата работа и према тие резултати да бара напредување во повисоките обвинителства. Словенечкиот премиер Миро Церар изјави дека поднесува оставка бидејќи Врховниот суд го поништи минатогодишниот референдум за еден железнички проект. Церар додаде дека оставката ја испратил до парламентот. Претходно Врховниот суд пресуди дека владината поддршка на проектот во текот на кампањата на референдумот била еднострана и дека можела да влијае врз исходот на гласањето. Референдумот одржан во минатиот септември го поддржа владиниот план за изградба на 27 километри пруга од пристаништето Копер до границата со Италија.
Словачкиот председател Андреј Киска ја прифати оставката на премиерот Роберт Фицо и се согласил со неговото барање и следниот премиер да биде предложен од левоцентристичката партија Социјална демократија. Бела Бугар, председател на партијата на унгарското етничко малцинство Мост Хит, помал коалициски партнер на социјалдемократите, најави смена на третина од министрите. Премиерот на Словачка Роберт Фицо понуди оставка поради политичкиот притисок и масовните протести по убиството на истражувачкиот новинар Јан Куцијак и неговата девојка. 27-годишниот Куцијак истражувал и пишувал за контактите меѓу владата и италијанската мафија. Засега нема обвинети за двојното убиство. Лидерите на Франција, Германија, Соединетите Американски држави и Британија соопштија дека единственото веродостојно објаснување е дека Русија е одговорна за труењето на поранешниот шпион Сергеј Скрипал со нервен газ кој бил развиен за време на студената војна. Според заедничкото соопштение, употребата на хемиско оружје е напад на суверенитетот на Британија и е прекршување на меѓународното право. Скрипал и неговата ќерка Јулија беа нападнати во британскиот град Салспери и тие се уште се наоѓаат во критична состојба. Русија набргу ќе протера британски дипломати како одговор на протерувањето на 23 руски дипломати од Велика Британија. Откако Русија одби да ја објасни својата вмешаност во труењето на рускиот агент и неговата ќерка со помош на нервен газ, Британија презеде активности и избрка руски дипломати од земјата. Русија негира дека е вмешана во труењето. Москва ја опиша британската позиција како неодговорна и непоткрепена со никаков доказ. Конвој со хуманитарна помош влезе во источна Гута, последното упориште на сириските бунтовници во близина на Дамаск. 26 камиони превезуваат хуманитарна помош наменета за 26.100 лица. Конвојот е заедничка иницијатива на Црвениот крст, Сириската црвена полумесечина и Обединетите нации. Во енклавата ескалираа насилствата меѓу сириските владини сили и бунтовниците. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен западен и југозападен ветер. Утринските температури се движеа од 4 до 8, а дневните од 9 до 15 степени. Утре не очекува умерено до значително облачно и релативно топло време со умерен јужен ветер. Во западните и крајните источни делови ќе има повремен локален дожд. Утринските температури ќе се движат од 4 до 9, а дневните од 10 до 16 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!